Кризната состојба во државата поради состојбата со нафтата во светот ќе трае уште 3 месеци, односно до 20 јули. Собранието денеска го одобри предлогот на владата за продолжување на кризната состојба, која таа поради воздушните напади на САД врз Иран и затворањето на Ормудскиот еснец ја донесе на 21 март. Кризната состојба е неопходна за полесна координација на состојбата со нарушувањата во транспортот на суровата нафта, но и за полесно носење мерки за ценовна контрола на горивата и другите продукти во државата. Правничкиот комитет за координација и управување со системот за управување кризи на седницата одржана на 9.4.2026 одржа втора седница и предложи на владата за продолжување на прогласената кризна состојба заради можност за настанување на пореметување на снабдување со нафта и нафтени деривати на населението, како последица од постоењето на ризици и опасности во снабдувањето со стратешките енергенси, како и попречување и блокирање на нивниот увоз во Македонија во траење од 90 дена. Единствени што реагираа на оваа одлука беа од опозицијската левица. Ние ќе ја дадеме нашата поддршка, затоа што граѓаните мораат да бидат заштитени, но моментално имаме комплетна асиметрија во тоа кои и како се погодува од енергетските кризи. Комерцијалните снабдувачи на горивата не само што не се погодени од енергетските кризи, напротив, тоа се нивните најдобри можности за профитирање. И откако ќе ги потрошат резервите кои ги набавиле по цени од пред кризата, според нови пазарни цени, ќе ги наполнат новите резерви по новите цени и дури и да падне цената на горивото, нашите граѓани додека не се истрошат тие нови резерви на гориво ќе ја плаќаат цената максимално. Со кризната состојба ќе се овозможи владата веднаш да носи мерки со цел да го спречи ценовниот шок во државата поради светската состојба со снабдувањето со нафта. Постојната кризна состојба трае до 20 април и со неа веќе беа превземени мерки со кои владата го намали ДДВ-то на енергенсите на 10%, а се намали и акцизите и тоа 4 денари за дизелот и 2 денари за бензинот. Катерина Нешкова, Сител телевизија.